24 од 26 последни тендери се за сервис на моторни возила за купување на гуми за вулканизерски услуги за влешна служба. Државниот санитарен и здравствен инспекторат како да е транспортна фирма, а не институција која треба да врши надзор на клиниките и болниците. Само во последните помалку од 3 месеци на службените коли биле потрошени на 33.000 евра, а за набавка на гориво бил склучен договор во вредност од на 29.000 евра. Токму од овие 29.000 евра, директорката Иринка Сотирова Бухова точи во службеното возило некогаш дизел, некогаш бензин. Откако Алфа ја откри аферата, таа со потценувачки однос кон јавноста одговори дека службеното Клио работело на батерии. На батерии? Ја користам оваа прилика. Ги замолам институциите кои треба и мора да постапуваат по наводите кои се шират по одредени медиуми, да постапат во рамките на нивните законски овластувања. Заедно ќе го дочекаме одговор. Освен што во истото возило полнела и бензин и дизел, директорката магично трошела и повеќе гориво што собира резервоарот. Дека праксата на Сотирова Бухова траела подолго време, потврдуваат и повеќе фискални сметки како еден куп други документи до кои дојде Алфа. Од Комисијата за спречување корупција веќе потврдија дека првиот инспектор задолжен за чистота во болниците и операционите сали веќе е под нивна лупа. По предметот оформен по поднесена пријава против Иринка Сотирова Бухова, директор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, постапувањето е во тек. Се врши анализа на прибавените информации и документација. Од јавното обвинителство ниту потврдуваат, ниту пак демантираат дали има кривична пријава за Сотирова Бухова, повикувајќи се на презумпцијата на невиност. Министерот за здравство пак Беким Сали бега од прашањата на нашата телевизија. Ја користам оваа прилика. Тоа е надвор од темата, ве молам друг ден. Благодарам.